Почитуван заменик министер, мислам дека сосема неправедно према оние луѓе кои што се вградија во темелите на државата и кои што сакаме да ги злоупотребиме и нивните придобивки само тогаш кога сметаме дека имаме некаква политичка корис, одбивањето на ваквиот амандман во кој што ќе помогнеме да преживее организацијата, зборам од финансиски аспект, не од идеолошки или било каков друг аспект, заради тоа што таа ќе обстои на секаков можен начин. Се уште постојат луѓе во државата кои што знаат, можат и умеат да ги поддржат и Сојузот на борците и оние почитувачите кои што сега се трудат преку одбележување на одредени празници и настани, преку организација на манифестации да направат се што е можно да овие придобивки, а се однесуваат на создавањето на современата македонска држава, навистина живеат и понатаму и бидат дел од општественото живење на државата. И мислам дека не треба повторно да се враќаме назад во кој што ќе удираме точно на оваа категорија на граѓани, заради тоа што, односно борци и поддржувачи. Ова не е прв пат сега да се направи една ваква ситуација. Ќе ве потсетам само на одземањето на просториите на Сојузот на борците и давање на една група на инвалиди, кои што исто така беше направено во времето на владењето на ВМРО-ДПМН. И не знам дали е тоа од идеолошки причини или не, заради тоа што некогаш се повикувате на придобивките на Народно-ослободителната борба, некогаш не. Затоа сметам дека добро е да се размисли и да овозможиме да имаат финансиски средства кои што ќе може да ги користат за остварувањето на нивните годишни програми. Заради тоа што сепак Сојузот на борци не е обична невладина организација. Таа беше систематизирана, да речем, во закон како посебна организација која што ќе се грижи за зачувувањето на овие придобивки од Народно-ослободителната борба и под закомитскиот марш требало да поднесете амандмани во тоа време. Сега да разговараме за борците и за тоа што немат можност да ги реализираат своите програми. И затоа сметам дека ова е идеолошка битка. Затоа што вашата влада, тоа на ВМРО-ДПМН, која што го одзема просторот на овие луѓе и ги остави на улица, и се сеќавате и на протестите, сега повторно сакате да го направите, да немаат можност да одржат ниту една канцеларија која што имаат под кирија таму. И тука нема дилема. Инаку, воопшто кога зборувам за проектот 2014, не зборуваме за тоа кого сте ставили на споменик таму, него колку пари земавте на секој еден споменик во джеп, заради тоа што го правевте така криминалниот проект. И сега овде зборуваме за 2 милиони денари, дали може или не може да бидат дадени на Сојузот на борците. Нека ви служи на чест.